сваќаат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Продолжуваме со читање од оваа книга Ерини, издадена 2008 година и која опфаќа некои театарски битки на театарот Скрби и утеха, значи пред 14 години. Финансирана последна книга моја авторска што е финансирана од Министерството за култура, и после таа книга не се даваат книги. Но книги дава се мокни од Бог, нели? Ние зборуваме за духовна култура, за пророчка уметност. 61-та страна за младоста и староста. На Скопско лето зборувавме за представата за Едисонце да се одигра една вечер. Така да се разбие забраната. Некој би напишал малерот. Стара е представата, рече еден од летото. Веројатно му беше спротиставен лично Александар Македонецот. Но го играв Хамлет како монодрама, сам на празната сцена на Калето. Колку за истражувачите од Театарскиот институт при ФДУ, како факт да се види кој е постар, за Едисонце или Хамлет. Првата представа имала премиера на 17 декември 1997 за Едисонце, а втората Хамлет на 14 октомври 1992. Сепак втората постарата беше играна на Скопското Кале во рамките на културното лето. Не се работи за староста. Сепак во рамките на Шекспировите сцени, на местото каде се споменува македонскиот цар Александар, се појави лично тој. Ја слеков одеждата од Хамлет, ја наметнав пурпурната македонска плаштеница и го кажав монологот на Александар пред изненадената публика. Дури потоа го довршив Хамлет. Слава ти, Господе Исусе Христе. Така се допреа за Едисонце и Хамлет по својата младост и старост. И мене понекогаш ме фаќа инаед меѓу таа скрб, помеѓу скрбизмот. Видете, уметноста подразбира слобода. И ние го имаме тој стих каде што е Духот Господов, таму има слобода. Во Светото писмо. 64-та страна за македонската душа. Во Овчарани бевме со тајфата од неделникот Македонско сонце. Предводник ни беше Славко Манговски. Орото на сред село заигра во 7-те навечер, во 3-те пополнок се уште се вртеше на сред село, кога си кинисавме назад. Овчарани село над Лерин во Егејска Македонија, во кое нема сопрено да се пее и игра оро македонската песна. Едно време во Грција се одеше затвор за пеење на македонски и не само за тоа. Моја Европо, лажливке демократска, блуднице вавилонска. 8 часа млади убави луѓе играа оро во света деноносија. Со Владо Денчов и Игор Стојановски им се воскитуваме на тие луѓе. Ни донесоа древно македонско вино. Не си македонец ако не пиеш вино, ми рекоа. Се вртеа патриотски песни, еден чичко ни рецитираше поезија на македонски, падна и по некоја горешта солза, недалеку од местото каде се вртеше орото за време на македонскиот геноцид во Грција, за време на граѓанската војна 1948-49, тајфа од местните партизани ја играле македонска крвава свадба на Војдан Поп Ѓоргиев Чернодрински. Беше тоа повторна средба на скрбизмот. Тоа беа првите обиди театарот Скрби и утеха да мине преку македонскиот европски ѕид и да игра за македонците во Егејско. После 7 часа ние си одевме за Републикава, на сред село горе, во македонските егејски вишини, се уште ечеше деноносијата после 7 часа непрекинати
Ете, тоа е македонската душа. 65-та страна од Ерини. Му благодарам за тоа. Актерот клекна, остаре, потона во болката. Потоа проклокоти душата и крикна, рикна. Ги помнам само зборовите мајголе, сестроле. Играше пиеса од Јордан П. во режија на Владо Ц. Со древно македонска енергија заедно со Владимир Светиев ја миро помазуваа сцената со своето присуство и дарување од длабочините на душата. Таков беше тој актер, тој скомрах, тој аристотеловски следбеник. На представување на една од моите книги Силата на сценската гласност, на малата сцена на Федеу играше свртен со грбот, со лицето кон публиката, еден нем крик, безгласен, траеше можеби 5 минути. Јас од задгрб, како автор седев на сцената, ме полазија морници само од неговото присуство во тој нем крик. Не му го гледав лицето, а се стресов. Ме понесе во немиот крик од задгрб. Таков беше џурката, Џурле Александар Џуровски, секогаш присутен во думите за обскрба на скрбизмот. Му благодарам за тоа. Голема актерска природа, која може да ве натера уште пожестоко да му се посветите на театарот македонски. Слава ти, Господи Исусе Христе. 66-та страна. За амбасадорското барде. На сред село во Пустец, кај македонците во Албанија, неколку дена после нас се дотркала болгарскиот амбасадор да даде и тој своја представа. Дека си бе младеж. Да не остане покус за една скрби утеха. Ние ја игравме представата за Идисонце пред гимназијата во Пустец и на сред село во Лески. И играјки на тие македонски простори можете да си ја наполните душата. Ако имате чувство, емпатија за македонската гибел, геноцид, неправда, о лажен проклет свету, о лажна демократио, о европејци на Тосанска лаго, дојде амбасадорот да не испушти нешто, да се обиде и тој, со 2-3 платеници од локалното население. Македонците му запеа македонски песни, македонско девојче, едно име имаме, Бисер Балкански, чеда сме на Александар, македонски и други песни. Потоа си заминаа и го извиркаа. Така ни каже Едмон Сотир. Едмон Сотир кој го скрца бардето во култниот филм Бакни го сонцето, кој беше по многу европски фестивали. Зборот Болгар во етимолошкиот бугарски речник е турски збор кој означува проста маса, необразовано население. Што има понатаму да се обидува тој амбасадор? Не може турски збор да биде име за македонски народ. Или дошол ли тој да си го скрца своето барде. Читаме од Ерини, 68 страна. Бог со театарските сладокусци. Од дневникот на актерот кој го играше царот во таа за Идисонце сум забележал дека во Пробишти на 18.6.2000 сме играле на прослава 10 години ВМРО ДПМНЕ. Мислам дека представата финансиски ја покри актерот кој го играше Гоце Делчев, нашиот Страшко Милошевски. Но тоа не е ни важно. Еден постар сликар од Пробиштив ми рече дека Александра не сум го играл, туку сум го донел жив на сцената. Во Вевчани сме играле со истата представа на 21.7.2000. Трубачот доктор Благој Ангелковски, сега веќе покоен, со воодушевување зборуваше за настапот на сцената. Оваа представа треба да се игра на Охридско лето. Каде е Љубиша? Се опитуваше.
Му објаснивме дека е забрането за македонските локални фестивали. Од кого нека пресуди Театарскиот институт при ФДУ на научна основа. Доктор Благој зборуваше за актерот кој го игра Гоце Делчев за Пофалба, за Страшко, а за мене дека сум бил премногу чувствен како Александар. Колку театарски гледачи, толку судови. Се работи за прашање на вкус, односно за разлики во полза на сценските сладокусци како доктор Благој Ангеловски. Бог да го прости. Но остана неговиот пишан збор како анкета после представата во нашата архива. Снимената представа за Едисонце се уште не е емитувана на МРТВ до ден денес, кога гледаме што се случува во македонската земја. 70 страна љубовта кон светата вода. Секогаш кога ќе влезевме низ преспанските цркви, ќе запалевме свеки и ќе се помолевме, почнуваше да врне дожд. 10 дена во Преспа не огреа сонцето. Насред езерото бродиме со лодка, истура есенски дожд, вистинско кисло, се исправивме од и така помалку ќе киснеме и пееме, о Господе Исусе Христе. Така минувавме 3 дена во исчекување со Игор, Едмонд и македонците од Преспанско. Во паузите на дождот го јавав букле, кончето на Едмонд низ полето, и му ја пеев заборавената песна македонска. Го бакнував чело. Приквечер снемуваше струја и почнуваше да ромори македонскиот дожд. Ни рекоа дека штом врне, филмот ќе биде голем берикет. На третиот ден се појави режисерот Владо Денчов со тајфата за Бакни го сонцето. Актери беа Страшко Милошевски како апостол Павле, Кристина Атанасова како македонката Лидија, Александар Шехтански како Самуиловиот војник, јас како Александар Македонецот, Едмон Сотир самиот тој и екипа кој не се плашеше од МТВ. Што друго да ви кажам? Бакни го сонцето Македонио и долго молчи, зборови од дејствието. Немавме доволно батерии за камерите, немаше струја, не можеа да се полнат. Навечер не крепеше песната на Силјан Сотир, татко му на Едмонд, која прифаќавме како химна на снимањето. Се провикнал Белтренда фило да балкон, о да балкон. Едмонд летна во студената вода. Јас излегов од езерото, Страшко и Лидија влегоа до половина во студената бистра и света езерска вода. Букле Доријанот беше женско, беше кобила. Во последниот налет на фалангата паднав од кобилата, која се слизна во калта. Единствениот сончев зрак блесна кога го оставив крстот во црквата на островот Мал град, но немавме батерии да го снимиме тоа бакнување. Сите сцени се снимени од прв пат, немавме батерии за повеќе, налетот на фалангата со средношколците од Пустец се снимам само 15 минути. Ги собрав децата и им реков неколку думи. На сите воени академии се учи за македонската фаланга. Сега за прв пат од македонци ќе биде снимен налетот на македонската фаланга, војска. Да тргнеме и да ги парчосаме, тргнаа во налет со македонскиот арес. Потоа снимавме, тука ќе сопрам. Ми навираат сеќавањата, ми се полни со благост душава. Ја сакам таа езерска вода, со сета божествена убавина околу неа. Бакни го сонцето и долго молчи. Читатело мој, слава ти Господи Исусе Христе, погледнете го тој налет, крајот на филмот. Бакни го сонцето. Секогаш кога бевме на фестивал во Сараево, во Измир, луѓето стануваа од столчињата после тој филм. На крајот, 71 страна, песната на Силјан Сотир. Песната на Силјан Сотир, македонец од Преспа во Албанија, патува во ноќта. Првин снемуваше струја, почнуваше светиот македонски дожд да сипува од тмурното небо, потоа пиевме од древно македонското проклокотено вино и гласот на Силјан не ведеше во ноќта. Во хор ја прифативме песната на Силјана. За белиот трендафил,
за младата мома, за златното житце, за црното грозје, се провикна црно грозје, оделозје, за сите нас, кои сонувавме за бакни го сонцето. Ечи песната на Силјан, на екипата на МРТВ и на Скрби утеха. Ја прекршивме границата преку македонската душа. Тука на тоа тромеѓе, проклето да премине во светот меѓу сите Македонии, на поделената езерска вода на три дела, грчка, албанска и нашата, македонската. Во селото Леска, покрај светото Преспанско езеро, каде што го јавав букле во дождливите преспански утра, каде што ечеше песната. Не успеавте, цензори, не успеавте, македономрсци, пеј, Силјане, нека пукнат, нека препукнат, душманите си велам. Сепак, судот е на Исус Христос. И тој дожд, и таа вода, која миро помазува со песната на Силјан Сотир од Леска, беа тоа пеаните на Аполона Бога за устрем спроти душманите македонски. 73-та страна. Со мечовите директно по нив. Нашите сценски колеги кои ни беа театарска комисија во Министерството за култура се Кирил Р, Сашко М, Владе Т, Рефе Т, Никола Р, Трајче К, Петре Т, Блаже М, Горан Т, како и Сенко В. Може би некого сум изумил, нека ми прости што го немам во редот на нашиот театарски цик. Некои од нив беа искрени со нас, дури и блиски, да ни кажуваат состојби каков голем отпор имало во Министерството за култура за Скрби утеха. На комисијата не и бил даден текст дека сме потрошиле некои пари кои ни биле дадени за едно, ние сме ги потрошиле за друго, дека не сме биле регистрирани за филмска дејност, па не одбиле според барањето да стигне до комисијата. Едноставно некои административни методи кои повеќе прилегаа на времето на соцреализмот и комунистите, за работата да биде поголема се случуваше тоа и кога нашето министерство беше во рацете на патриотите. Чудни некои патриоти, многу патриоти, па гимити патриоти, што би рекол Владе Д, режисерот на Скрби утеха. Игор С, нашиот директор, се расправаше со нив во ракавици. Имаше нерви да си игра криенка, миженка со таквите братја. Може би јас и Владо би реагирале пожестоко со мечовите од деноноси директно по ними упреку. 77 страна. За долгото молчење. Составувањето на сликите кои филмаджиите го нарекуваат монтажа. Во ноември 2000-та Блаже Дулев, Владе Денчов и јас со големо духовно задоволство уште еднаш минувавме низ сликите, состојбите, чувствените кодови на бакни го сонцето. Беше тоа нешто повеќе од степен на верба, да не претераме да речам составување на филмската литургија. Блаже Дулев рече дека е полесно и поедноставно, нема монтирано филм. Работевме тивко и кротко, како тивката вода, која брегот го одронува. Рони, разрони, надрони, ја истрошивме првата тура од термините за монтирањето, стрпливо чекавме нова. Блаже рече дека ваков филм не се монтира бргу. Слава ти, Господе. Потоа се расипа монтажниот стол, Блаже донесе нов стол, ја исклучи програмата на кратко. Да не беше со скрбизмот, би било смешно или скрбно. Влегуваа љубопитните минувачи низ лавиринтите и ходниците на МРТВ. Ке погледнеа, излегуваа со чудни думи од монтажното сопче. Еден посетител рече, ама немам зборови. Друг дека доживеал чувствен стрес од филмот. Една жена рече, одам да го догледам филмот дома. Ние тројцата се погледнавме чудовидено како ќе го догледат дома филмот. Една видовита жена рече дека во филмот има просветление. Да не испадне дека се фалиме себе си театарски читателу. Погледнете го, самите го има во филмотеката на ФДУ во Скопје. Го има и на YouTube, кај Тихомир Стојановски, Бакни го сонцето, се работи за љубовина. Тука повторно ќе сопрам и ќе тихувам.
Идат чувствените спомени од тие дарувани, богодарувани свети настани. Бакни го сонцето и долго молчи Македонио. Ти благодарам, о фален Господи Боже, за тоа. 78. Молба за мајката сцена. Театрологот и докторот на науки господјата J.L. ме пресретна низ ходниците на ФДУ и ме прашува дали представата е истата. Добила покана за 50 представена за Едисонце, по тој повод организиравме мала Дионисова свечаност. Да, истата и реков, истата е, не размислувајки. Уредникот на документарната програма на МТМ-РТВ Тања Битолјану Плавшич беше на таа представа. Мислам дека има гледано неколку пати. Таа рече дека на сцената во ликот на Александар Македонски наликувам на 18 годишно момче. Истото ми го вели биотерапевтот Мирјана Соколова, дека на сцената го менувам ликот кога го играм Александра. Тоа го велат две жени кои по повеќе пати ја имаат гледано представата. Тања рече дека во сцените тишината повеќе погодува, посилна е од гневот. Така рече еден од нашите верни гледачи. Ме праша дали е истата. Театрологот. Додека ја одговарав, ми мина низ умот дека требаше да ја одговарам нешто друго, но оставив да мине така, како што би сакала теоријата. Тогаш имав 37 години кога го играв 50-тиот пат Александра и наликував на 18 годишник. Тихо и се молам на Исуса, на мајката сцена да ми дарува нови свети театарствувања. Се разбира и таква актерска тајфа каква во Зајдисонце. Спремни секогаш да се вознесуваат таму на сцената. Еве ги нивните имиња: Страшко Милошевски, Слободанка Чичевска, Александар Шехтански, Зорица Панчич, Владо Денчов и авторот на овие редови театарски пријатели. Тука се и директорот и човекот кој работи со музиката Игор Стојановски, светломајсторите Благоја Ивановски и Мики, биотерапеутот Мирјана Соколова и сите вие, драги гледачи. 79-та страна. Зари ти, брате Ц? Мислам дека тука ќе завршиме. Дојде брат Ц и ни ги кажа состојбите. Јас да не пишувам текст, Владо да не режира, да донесеме некого со име и презиме да работи во Скрб и утеха, може и од Българија, без зашто да не, ќе не пуштале на Охридско лето да си поиграме театар и ќе ни дадаре 60.000 германски марки. Се уште немаше стасено еврото. Да се откажеме од тематот и албанците сакале да прават представи за Скендербек. Така ни рече братот Ц. Го прашувам дали министерката знае за оваа работа, не ми одговара. Ни кажа како стојат работите околу скрбизмот. Беше барем искрен, така ќе можете да акумулирате капитал за понатаму, ни рече. О, Исусе, на помош. Има моменти кога на човек му се кине некоја жица, некој нерв и кога е способен да разгроми, да раздроби, да заколе, да задави дузина проклетници и македономрсци. Но тогаш велам, Исусе, на помош. Има такви растројства и состојби за миг. Потоа проработува Аристотел по патеките на умноста. Приказната сврши, патриотизмот такуѓере. Гранична линија кога проработува животинското и исчезнува состојбата човек. Зари ти, брате Ц? Какви незаслужните владеат, култура моја. Барем беше искрен и се обиде. На крајот Исус ке суди на сите. 86-та страна. Птичке. На големиот национален театар му понудивме копродукција. Веќе добивме пари за премиера од Министерството за култура, но тие не беа доволни за сериозна представа. Се обидовме да се здружиме. Тие секогаш ни даваат така, смешно. Значи режисерот, продуцентот, авторот на текстот еден дел да ги покрие Скрб и утеха. Тоа не беше ништо ново, имаше приватни проекти во големиот МН, тогаш директорка беше една актерка Снежана и го понудивме сето тоа на писмено и рече дека ќе ни одговори на ист начин. Мина времето, истече доволно вода под мостот на реката Вардар, широкострујниот акции, како што го нарекол Хомер. Одговорот не стигна. Институциите се познаваат по доследноста и по делата кои се полезни на македонската култура. Се случи во истото време со тој голем театар да гостуваме во Бугарија. Тие беа во Софија, ние кај македонците во Пиринско. Тогаш се виде кој е голем,
ако е мал, според делата му, македонци мои. На рекламното пано пред театарот Центар, верували или не, ги залепиле и сечоците од весници за нивната успешна турнеја во Софија. Весниците тогаш го подзаборавија нивното гостување поради скандалот, оти театарот Скрби и утеха беше задржан на бугарско-македонската граница повеќе од 5 часа и претресуван до коска. Беше одземен за царина и текстот олесни разреши прости, по кој беше работена представата. На распитка беа повикани директорот на КЦ Скрби и утеха Игор Стојановски и новинарите на Македонско сонце и Нова Македонија. Само колку да се знае кој е малиот, а кој големиот театар, македонскиот. Птичке, може би одговорот ќе стигне еден ден. 87 страна печати преку актерскиот сон. На 22 јуни во Пробиштип, по повод отварањето на Лесновската ликовна колонија, ме повика Страшко Милошевски да го одиграм монологот на царот од представата за Идисонце. Тоа беше уште една средба со Александра. Знам дека во холот беше и владиката Стефан со тајфата. Знам дека му потекоа солзи додека ги редев зборовите. Штом заврши се повлеков и самиот се расплакав. Допрев некоја потисната болка во подсвеста. На 10 јуни на Петрови поклади во рамнината стоби повторно со Александра по повод смртта на царот. Беа 38 степени, имаше 70 души. Едно чупе падна во безсознание, фрлив клетва Аполонова на македономрсците. Прости ми Господи Исусе Христе. Под Јустиниановиот мост, на денот на архитектите сум го зборувал Александра на 22 јули во Старомакедонскиот театар во Охрид, ја игравме за Идисонце. Тогаш македонските музи беа со екипата на Скрби и утеха. Античкиот театар во Охрид, македонскиот антички театар. Првим прифатија зурлите и тапаните, влезе македонската фаланга, нешто се крена од под сцената, некаква потисната енергија. Потоа беседеше Ангелина Маркус, а фалангистите удираа со зарисите. Потоа игравме ние. Знам само дека ми беше тешко и болно да ја напуштам сцената. Се откина некаква болка. Едно момче ни покажуваше дека не е откопан македонскиот слој на театарот во Охрид. Стигнале само до римскиот. Спомени, сеќавања, чувствени печати преку сонот на Скрби и утеха и 88 страна светото театарско тројство. На 10 јуни сум го кажувал Александра во театарот во Стоби. На 22 јули во театарот во Охрид, антички, македонски, ја игравме целата представа за Идисонце. На 30 јули повторно го зборував монологот на Александра во Дион. Направи светот тројство во античките македонски светилишта. Пред представата во Охрид со театарот се појави македонскиот амбасадор од Софија. Погледна одгоре, не виде долу на сцената, никој не го поздрави, си замина. Дали беше тоа уште една режија на самиот живот? Потоа Ангелина Маркос ја одржа македонската беседа додека фалангистите удираа со зарисите по подот. Претходно свиреа зурлите и тапаните. За миг помислив дека театарот летнал на небо, горе, горе, по духовното царство. Потоа тргнавме со представата. Ке ја помнам сиот живот, сите ние кои на тој 22 јули бевме во театарот македонски антички во Охрид. Беше тоа како патешествие во некаква светија, како премин од телото во духот, како театарски аджилак. За само 8 дена на Огнена Марија го мерев светиот македонски град Дион и се гордеев на Олимп. Гордоста е грев, прости ми Господи Исусе Христе. Да и храмот на Тиха, мојата именителка со светиот македонски град, во пазувите на гората Олимп. Слава ти Господи Исусе Христе што ме сочува во сите овие настани и ме донесе до Твоето царство. Амин. Блажени се бедните во дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце,